што конкретно колкав дел за што ќе ни отиде? Тоа ќе зависи од ликвидноста понатаму и на буџетот, ќе зависи од приливите, одливите, но најчесто ви кажав генерално ставките, конкретните бројки ќе ги имаме кога ќе понатаму видниот период кога ќе се почнат да се реализираат и самите средства. И затоа сега ќе доставиме и извештај. Како ќе се одвива состојбата, се уште не знаете каде ќе завршат точно овие пари, меѓутоа ќе се финансира тоа што има потреба во буџетот. Не станува збор како што беше на пример за реновирање на студентските домови. Така. 40 милиони евра исклучиво за таа намена. Како што беше исто за ресурсните центри реновирање, како што е за патиштата со Бехтелиенка, тука се работи за општи, но најголем дел, како што реков, се капиталните инфраструктурни, старите обврски и општите буџетски потреби кои што мора да ги сервисираме како влада, и сето тоа е во рамките на предвиденото. Тоа е многу битно. На предвидената финансиска рамка, која што како влада, како Министерство финансии, сме ја зацртали уште од декември 2026 година и нема ништо ново во ова задолжување. Зошто опозицијата презема вакви, би рекол и смешни пресконференции, каде што пласира некои податоци, а станува збор за редовно финансирање кој што беше и со буџетот, може и во постапката на буџет да го оспорат ова финансирање и да побараат зашто конкретно ќе се да ја оставиме опозицијата да им објасниме ние тука сега на граѓаните.